Општина Илинден, Александар Георгиевски. Дознаваме каков е тој како татко, сопруг, како балансира со обврските и во политиката. Но најмалку зашто ќе зборуваме политиката, знаете, затоа што сакаме да ја откриеме онаа приватна страна на политичарите, односно конкретно за него. Ќе видиме какви спортски активности тој сака, каква музика слуша, што го опушта после напорниот ден. Какви спомени има од детството, од училишните клупи и од студентските денови. Која му е пак омилена дестинација за патување? Ви откриваме за кратко, затоа останете на Сител. Добро дојдовте во новото издание на Магазин, каде што ќе дознаеме нови интересни работи што не сме ги знаеле досега за градоначалникот на Скопската општина Илинден. Ќе се обидиме што е можно повеќе да ви го доближиме до вас, гледачите, да откриеме ново нешто приватно за него, настрана од политиката, каков е тој дома, каков е со семејството, со пријателите, со кого се дружи. Вистинско време е да започнеме, затоа ве канам да бидете со нас, да дознаете нешто повеќе за градоначалникот Александар Георгиевски. Ми останува да му посакам топло добре дојде. Ти благодарам што си денеска со нас. Ние веќе преминавме на ти, бидејќи тука сме опуштени, неформални, гледаме што е можно да биде порелаксирано ова издание, затоа што не ни интересира толку политиката тука во Магазин, туку повеќе каков си приватно. Најпрви да ви се заблагодарам за вашата покана. Добро ве најдов. Многу ви е убаво во студиово и баш ми е мило и чест што денеска ќе видам ваш гост и што ќе зборуваме токму на такви теми. Ти благодарам многу, претпоставувам досега не се зборувал толку на такви теми, дека гледачите се желни да дознаат нешто повеќе, да те доближиме до нив, да откриеме нешто што не сме знаеле за тебе досега. Па како си, еве, дали стануваш рано, дали си раднобудник, како ти почнува денот всушност? Па да, со оглед на обврските станувам рано, 7:30 негде отприлика секој ден, тоа ми е нели време за будење. Почнуваат работните обврски нормално од 8:30 негде сум веќе во општината и имаме кус брифинг со блиските соработници, ја договараме дневната агенда и почнуваме со обврските и веќе крајот не се знае, може да биде 3, 5, 7, 10 навечер, така да се зависи од обврските. Така, немате некое конкретно работно време, туку зависно од обврските, од како ќе тече денот, така, од состаноците, верувам. Вообичајното работно време е до 16 часот на општината, но ние после тоа продолжуваме со други обврски, кои што се или во рамки на општината или надвор од неа, зашто местото градоначалник не значи дека секогаш е врзан само за зградата на општината, нели? Така да двосменски работиме и буквално целиот ден е исполнет со обврски, каде што да речеме понекогаш и лични средби, понекогаш и комуникација преку социјални мрежи, состаноци, така да целиот ден е исполнет. Има ли нешто што порано си можела, сега не можеш да го правиш? Зависно, ете, од нели очите на јавноста се тука, па одговорност така. Пред луѓето, пред граѓаните, или пак едноставно немање доволно време? Токму така како што кажавте, повеќе до времето. Значи, не дека немам некои работи претходно што сум ги правил, сега не ги правам, него едноставно немаш време доволно да се посветиш на некои работи, особено делот на приватниот живот, кој што претходно повеќе сум ги правил, повеќе сум внимавал на тие работи, повеќе сум посветувал време. Сега за жал заради обврските не можеме толку да одвоиме делот нашето време да се посветиме на тие работи. Но секако се трудам да балансирам помеѓу приватниот и професионалниот живот и да не го запоставам ни тој дел, особено приватниот живот. Така, кога сме кај приватниот живот, публиката е желна да дознае нешто повеќе за тебе, односно да те запознае одблиску каков си. Па еве раскажи ми како балансираш помеѓу обврските сега, откако си вели градоначалник и со семејството, излегуваш со сопругата, керката, она време слободно малку кој што ти преостанува, како го поминуваш? Значи, се трудам секој можен миг, каде што ми преостанува слободно време, да го искористам со семејството. Со сопругата, со керката, со
и родителите, нормално блиските роднини, но и пријателите пред се, затоа што сметам дека иако нели обврските се поголеми, иако сега периодот е интензивен, нели, сепак не смееме да дозволиме да си го запоставиме приватниот живот, така да секое слободно време, особено во викендите го користам тој период, да бидам со најблиските, да го искористиме преку прошетки, дружење и така натаму, да посетиме некое место, да посветиме повеќе внимание еден на друг и така да мислам дека успевам сега за сега, се надевам дека како ќе изминува времето, тој баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот ќе биде поурамнотежен и по-добар и полесен за мене. Се навикна веќе на сите оние обврски одговорности како млад политичар? Има ли стресни ситуации, незгодни, притисок? Так. Стрес како и во секоја професија може да се каже, но еве конкретно кај тебе како се навикнуваш и на тие ситуации? Видете, не сум толку нов во политиката, може би на оваа функција, нели? На оваа функција. Да, веќе, но како да ви кажам, секоја, како што кажавте, професија си има своји предизвици, си носи стрес, си носи обрски, си носи подинамичен живот. Политиката е и како многу стресна, нормално, одговорна. И нормално е дека мора да се справуваш со тој стрес, стресот е постојан, го има, но се зависи од тоа како гледаш на тоа и како се справуваш со тоа. Генерално се трудам да избегнувам такви ситуации, се трудам тоа да не влие толку лично на мене, но е неизбежно. Така да мислам дека до сега сите тие ситуации ги преводувам добро, се носам добро со нив, затоа што пред си над се мора мислим на своето здравје. Ако премногу влие стресот на нас и сите тие работи, тие притисоци препуштиме да ни влезат во приватниот дел на животот, верувајте дека многу е тешко после тоа. Така да се трудам тој дел колку толку да го елиминирам, професионалното да остане професионално, приватното и мојата личност, нели што сум дома да се биде тоа што сум. А што може да те изнервира, да те извади од колосек? Може би и приватно, не мора само професионално, туку и приватно, ти како личност, каков си ете, што знаем, може би да те изнервира? Вообичаено не сум некој нервозен тип. Многу е тешко мене некој да ми извади од такти да ми изнервира, особено висок праг на толеранција. Да, и блиските и соработниците го знаат тоа, но се разбира дека во делот, особено на професионалниот дел, не сакам недисциплина, не сакам ненавременост и така натаму. Сакам директен пристап и искрен пристап, тоа го ценам и таков сум и природно. Но и дома исто така понекогаш нели нормално дека има многу ситници кои што ќе те извадат од такт моментално, но пак ќе кажам, мислам дека сум во тој дел многу полабав, така да другите можат повеќе да кажат нели за тоа, но јас се чувствувам дека сум таков тип на човек, каде што не толку многу се нервирам или тоа го манифестирам јавно вака, па другите да го гледаат и да речат нели да го запазат тоа кај мене. Гледам така и кога сум некогаш нервозен да си го прикријам во мене, така да го тоа поминам, да го надминам само јас. И да не те држи лутина. Така да се го надминам самиот себе си. Така, спомнете соработници, пријатели, па со кого се дружиш на слободно време? Дали се тоа другарите од детството, од студентските денови или од политичките партии? Така. Имам многу пријатели, другари. Значи, имам другари и од детството кои што сум се дружил можеби пред 20-30 години, кои што и ден денеска сме другари. Имам нормално и во текот на животот како сум стекнал нови пријателства, што и ден денеска ги негувам. Гледам со сите да бидам во контакт, да се дружиме колку нели дозволува времето. Така да можам да кажам во тој дел дека се чувствувам богат, имам многу контакти, многу пријателства и пред да бидам на оваа функција што сум сега. Така да, како викаат, функцијата носи нели предности и одговорности и нови контакти нормално и нови запознавања, но треба да мислиме и на оние пријателства и другарства што ни биле од претходно. Така. Ја на тоа особено внимавам и се трудам да ги тие пријателства и другарска си ги негувам и понатаму и да бидам во добри релации со сите мои другари, пријатели и да го користам секое слободно време да седнеме, да се видиме и така, да се подружиме. А што паметиш најмногу од детството? Какви спомени имаш со другарите, со професорите од училишните клуби? Каде си изразнал првен? Јас сум од Илинден, израснав во Илинден, живеам таму целиот мој живот. Таму завршив основно образование во основното училиште Гоце Делчев во Илинден, кој што и ден денеска нели постои таму. Добар дел од луѓето кои што сум раснал со нив се таму и ден денеска се гледаме и се почитуваме.
Нормално, добар дел и од професорите во тој период ми останале во добро сеќавање, најголем дел од нив се нели во пензија и така, десе некои може меѓу живите, но можам да кажам дека едно позитивно чувство, но пријатно чувство кога ќе се сетам на тие денови, тие детски денови, тие денови поминати во основното училиште. Многу убави спомени ми буди и тие пријателства и другарство тогаш што се стекнати ден денеска траат и само имам убави спомени, можам да кажам. Имав безгрижно детство, убаво детство. Израснав во една пријатна семејна, убава атмосфера и затоа сум благодарен и на моите родители секако. Ти биле тука секогаш за тебе поддршка и во оно што понатаму си сакал да станеш? Ни сите тие и факултетски и студентски денови, па и ангажмани потоа во политиката? Така, значи секој што имал поддршката од најблиските, вклучително родителите, секој што наоѓал на разбирање и поддршка и мислам дека и ден денеска сме на таа линија и благодарам за сето тоа денеска што го вложиле во мене или што верувале во мене. Така, без блиските? Ништо не би било оно што сме денес. Кажи ми, паметиш ли некои анегдоти од тоа време кога си бил дете, ученик или пак еве и од сега? Од оваа професија? Има интересни ситуации, така да не би издвоил некоја посебно сега како анегдота, но нормално во тие денови ја бев малку помирниот, пример растев со брат ми беше малку попалавиот, нели? Постар или помал брат? Помал. Така. Помал е братот. Така да во тој период, тие години, имало многу бели ситуации каде што сме били карани и така натаму, но кога ќе се потсетиме се, кога ќе се навратиме на тие работи, само позитивно чувство имаме, нели, за сето тоа, убав период, нели, од животот и се надевам дека секој дете, дај Боже да има такво детство, и баш ми е мило кога ќе видам деца сега на улиците како раснат и така натаму, зашто ретка слика е таа и сменети се можеби времињата, не викам дека не, но мораме да дозволиме децава да ни бидат така малце по-социјално поврзани, затоа што само со дружба, со такво детство, со таков начин на живот, стануваме и подобри луѓе. Гледаш и тие вредности да ги пренесеш и на керката, гледаш во каква околина таа расте со другарчињата? Керката е 4 годишна, иде во градинка и за жал овој период со коронава малку не дозволуваше баш такви некои поголеми социјални контакти, но се трудиме и со неа колку можеме да изнесеме, да има контакти со други деца, нели, настрана градинката. Се со цел за да има поубаво, побезгрижно и понормално детство. Да не бидеме оние нели родители кои што само нели даваат телефони, да речеме таблети на децата, туку да ги пуштиме, како велиш, и надвор да се разиграат малку, да се подружат. Се трудам баш електронските уреди колку толку да ги оттргнеме од секојдневната рутина, затоа што како и секое дете, нели, најинтересно е со електронските уреди во денешницава. И она нормално ги сака тие работи, но гледаме колку помалку телефонот да биде в рака, да може да има некои други занимации, други активности кои што се за мене нормални, по-детски, но неизбежни се и тие, така да гледаме кога е поубаво времето да биде надвор, нели, да игра во дворот, со нас, со братучедите што и се тука, и така да мислам дека Михаела има едно убаво детство, се надам да биде здрава и жива само. Така е. А со сопругата, каде се запознавте и од кога веќе се знаете? Дали веднаш те привлече или тука имаше некое време на освојување, па додека се запознаете, додека бидете заедно, или се знаеше на прва дека е вистинската? Се знаеме прилично долго време, од претходно се познававме, ние претходно бевме подолг период во врска. Се запознавме преку наши заеднички пријатели на вечерни излегувања. Таа врска траеше така прилично долг период. Потоа премина во брак и веќе 7 година сме во брак со сопругата. Така да заедно сме долг период, нормално. Имаме разбирање, имаме соживот и пред се и над се плод на таа наша љубов е Михаел. Така, има разбирање за онаа твоја професија и да речем и состаноци, отсуства, понекогаш знае ли да биде напорно, па да си отсутен од дома, така. па да се вратиш дома уморен, дали од работниот ден. Добро е тоа што има, нели, нормално. Не секогаш. Понекогаш, нели, нормално е да знае и да искоментира, ама тоа е
нормален, како да кажем, нормално во еден брак, во еден живот. Факт е дека јас сум многу повеќе отсутен од дома. Јас сум тој родител што можеби помалку време има да посвети на детето и така на семејството. Но секогаш едниот родител е пожртва за домашните работи, другиот е кога е позафатен. Како и да е, имаме добро разбирање меѓу себе и тоа ми дава поттик за понатаму и мотивација да можам да го правам она за кој што го работам. Па добро, и тие замерки се сигурно на место, нормално е да им недостасуваш, да им фалиш. Така е, така. Секако на се е тоа позитивно. На семејството, да, позитивно. Се е тоа позитивно. Чудно би било кога не би било така, нели? Точно. Да. А кога излегувате, каде сакате да одите, да шетате? Дали си тип што повеќе мислам еве и порано, дали си бил тип за кафејана, за дискотека, кафули или си можеби позатворен, помирен тип на човек, што е она што повеќе те прави среќен? Па да. Во принцип сакам излегувања, не претерано нормално. Сакам и во кафејани, и во кафулиња, и прошетки. Со тек на годините се менуваат нормално и начинот на размислување и нашите желби, нели, и афинитети. Можеби како помлад поинтересно биле дискотеките, тие подвечерни, подоцни излегувања, како идат годините, нели, нормално дека тоа повеќе смета, па сега гледаме во порелаксирачка атмосфера во некоја кафејана или во некоја кафуле. Така да како одминува времето или како зрееме во животот, така се менуваат, нели, и нашите цели нормално. Како и да е, сум тип што излегува, нели, кој ќе ми дозволи за тоа времето, и фамилиарно и со пријателите. Така да сакам дружби. Ја спомна и кафеаните, нели ги спомнавме, па има ли некоја песна омилена што би си ја нараџал? Па видете, сакам музика. Обично кога ќе спомнеме сега кафејана, нели се мисли на онаа музика што е староградска или како да кажем кафанска музика. Особено сум љубител на нашите македонски народни традиционални песни и вообичаено во кафејаните ако не преферирам таква музика да слушам која ме излегување нека другата музика не ја сакам или не ја слушам, него за во кафејана вообичаено преферирам таква наша староградска музика. Така, македонска. Македонска, да. А во домот што слушате, на што знаете да се развеселите, можеби? Во домот, значи, секаква музика слушаме, значи, пред се странска музика, нормално, и наша забавна поп-рок, вообичаено. Понекогаш, знам кога бих хела беше мала и сериозна музика, пуштаме, така бевме. Така да, слушаме музика, генерално, да. Така, одиш на концерти, си одел, имаш некоја желба пак да отидеш на концерт, еве како и одминува полека, нели, оваа пандемија со мерките, со рестрикциите, дали би сакал да посетиш некој изведувач? Искрено, од кога фати пандемијава, многу малку, нели немало, а и со обрските нормално. Претходно многу сме практикували, јас сум практикувал концерти и на странски, и на наши тук изведувачи од регионов, значи секогаш сме иделе, генерално сум идел на многу концерти, така да интересно е тоа, се надевам дека и сега, иако сум позафатен, здравје Боже, со надминување на пандемијава, дека ќе имам прилика пак, да одиме да посетуваме и такви концерти, кои што се и како добри онака за релаксација, нели, за дружење со пријателите. А што друго ти недостасуваше еве за време на пандемијата, освен концертите? Дали си одел и во кино порано или театар? Имало ли уште нешто што ти фали од оној културен, уметнички живот и област? Факт е дека пандемијава натера да малку поинаку функционираме. Што ми недостигало? Генерално сум идел и во кино, и денес во кино. Секоја користам слободна прилика кога ќе видам дека има добар филм да отидам на кино. И во театар представи, колку сум можел, сум посетувал. Највеќе ми достигала таа социјална интеракција, тоа социјално далечување што беше овие години, тоа дружење со луѓето и патувањето, да речеме, така сум сакал да ја користам секоја прилика да можеме да прошетам негде, да отидам негде и така натаму, така да мислам дека во пандемијата највеќе ми достигало. Па која е следна дестинација? Каде би одел? Тоа ќе треба да размислим убаво, да видиме да најдеме слободно време и да отидеме негде. Следна дестинација ќе видиме, се надевам дека во летото, а ќе биде до тогаш тешко да најдеме некој за подолг период. Можеби некој викенд тука во нашите туристички центри, периодов ако имам некое послободно време.
а здравие на лето може ќе направиме некоја поголема прошетка. А до сега имаш некоја омилена дестинација, некое место кое што си го посетил? Спомна ги сакаш патувањата, Да. верувам има некое што ти оставило впечаток. Па да ви кажам, вака летни одмори сум бил прилично многу сум поминал овој дел нашиот европскиот дел, како да кажам. Во нашиот регион Хрватска ми е најомилена дестинација. Пошироко вака од островиве кај што сум бил, например, Палма де Мајорка ми се свија како место. Да, убавото. Е убаво место. Грчкиве островите како се, нели, интересни. Од поголеми дестинации градови што ми останале впечаток Париз, Лисабон, Прага, Виена, така се некои центри кои што сум ги посетил и што стварно ми оставиле впечаток. Така да се надевам дека и повторно ќе ги посетам во иднина. За Мајорка се надевам и јас. И мене многу ми се допаѓа тоа место, би сакал јас повторно го посетам секако, нели, кога ќе можеме и повеќе да патуваме, кога ќе се чувствуваме ние послободни, нели, да можеме да се движиме и помеѓу луѓе и по аеродроми. Ги спомнавме ете сите оние активности кои што ги имаш, ги правиш во слободното време, си ги правел. А околу спортот ме интересира дали ете со тие другари кои што ги спомна, знаете понекогаш да заиграте, дали сте играле нешто заедно или навивате групно, како што знаеме дека вие мажите го сакате тоа да се соберете и да гледате некој надпревар, дали е тоа на трибините, дали дома пред малите екрани. Така, значи милен сум, влюбеник сум во спортот, пратам спорт. Користам секоја прилика слободно да гледам некој меч, особено пратам ракомет. Брат ми е професионален ракометар, игра за репрезентацијата и за ракометниот клуб Вардар и сега вчера имаше Лига шампиони, бевме на трибините. Кога беа во јануари во Европското првенство во Унгарија, најдов слободно време 2-3 дена, отидов еден-два надпревари гледав. Така да и другите спортови се собираме и со другарите, кога има таму некои позначени утакмици, дали ќе игра нашата репрезентација или некое светско европско првенство, секогаш знаеме во така поширок круг на пријатели, другари да проследиме некој меч. Не опушта, убаво е тоа дружење и гледаме и во слободно време колку можеме да спортуваме нормално. Ама како идат некако со врскиве потешко последно време, наоѓаме време за спорт. Така што значи ете и семено те поврзува. Има некоја жичка која што те влече. Да. Ја како млад тренирав мал период ракомет, така да, но прекинав во некои во тинеџерските години. Брат ми повеќе се посвети на тоа и тоа му е живот на како да кажам професија. Така, сега ти не муси му поддршка. Да, нормално. И верен обожавател. Так. Јас ти благодарам многу за овој убав разговор. Брзо пројде времето, но тука сме да се видиме повторно. Да ви благодарам уште еднаш за поканата, да брзо помина времето и што повеќе вака да ме каните за вакви теми, да ви кажам право, баш се чувствувам природно и баш ми беше убаво денеска со вас. Да, поразлично е кога ќе те види човек тука и во вакво некој издание, отколку нели кога ве гледаме политичарите формални на телевизија каде што сте во некое друго посериозно може да се каже. Издание и светло. Ти благодарам уште еднаш. Ти благодарам уште еднаш. Ти посакувам успеси на секоја поле, а ние продолжуваме со други теми, овој пат за психологијата, како е да